Судијата Илија Трпков покажа пристрасност кон Дејан Давидовски Дешо и не може да го суди предметот против него за собраниските настани од 27 април, смета неговата одбрана. Давидовски, кој доби политички азил во Шведска заради политички прогон во времето на владата на Зоран Заев, зашто проценка даде шведскиот врховен суд пред неколку месеци се врати во Македонија и сега започна судскиот процес против него. Одбраната побари земање на судијата, бидејќи во минатото веќе го искажал својот став токму околу Давидовски. Неговиот адвокат Тони Менкиновски вели дека Трпков е инфициран кога е во прашање овој случај. Денеска судијата беше зачуден, но ние му доставивме докази, му доставивме CD снимка, му доставивме снимка на CD и на USB, во која очигледно се гледа дека тој е инфициран и има заземено став во врска со овој предмет кој денеска треба да го суди, а е пристрастен. Одбраната изрази надеж дека кривичниот суд ќе го прифати нивното барање. Според нив Трпков веќе постапувал во предметот организатори на 27 април и веќе се обидел да осуди лица за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Велат дека ова создава сомнеж за неговата пристрасност и не дава никаква гаранција за фер постапка за обвинетиот. Еден предмет каде што шведскиот врховен суд има одлучено дека се работи за политички азил, значи се работи за постапка која претходела на постапката во Македонија, значи дал негативно мислење и смета дека делото за кое се товари не е тероризам. Судијата Трпков во своето образложение при одлуката за амнестија на обвинетите за случајот организатори на 27 април даде свој личен став околу статусот на Давидовски за овој предмет, со што јасно се доведува во прашање неговата непристрасност. Каков ќе беше одговорот на системот ако вакви настани со тепање на парламентарци, кршење и демолирање се случеше во парламентот на Шведска и на Грција? Можеме само да замислиме. Но сигурно, без разлика, дали ќе беше третиран како терористичко загрозување на нивниот систем, одговорот ќе беше брз, експедитивен и ќе имаше судска завршница. Шведскиот врховен суд пред неколку години не го прифати барањето на македонските власти да го испорачат Дејан Давидовски Дешо со образложение дека тој е жртва на политички прогон, бидејќи на место за протест обвинет за тероризам.